Епа! 100% понекогаш кога сте она в крај изнервирани видат да речите не можам појке, готово, значи не можам, све ќе терам у трилепе пичке материне, не можам појке, и ке заминам од овде, еј! Чекај бе полека, не се нервирај, не се дери. Јасно? Чекај бе полека, кај ќе оиш, море, кај ќе оиш? А требит на месечина! Пред да заминиш на месечина, паше мило, намити 5 прејаки факти за месечината кои што ќе ти поможат да се уклопиш побрзо во атмосферата. Факт број 5. Месечината е правлива карпеста топка со диаметар од 3476 километри, што отприлика е 1/4 од земјата. Што во превод значи пошто правлива, таму треба не растит, кој ќе поиш на месечина, не очекви дека следната среда ќе гледаш Лига на шампиони. Ќе речиш заш? Заш немат? Втора работа, пошто е по диаметар од прилика колку 1/4 од земјата, значи ќе ни треби 4 пати помалку време да ја посериме. Скроз да ја изгнасиме, веќе од ѓубре да се запни. 100% веќе имате едно 5-6 кила пикавци на месечина. Зашо ќе правиш на месечина? Лига на шампиони немат, ќе седиш ќе пушиш. Факт број 4. На месечината и треба точно 27,3 дена за да ја заврши својата орбита околу земјата. Знаете, тоа е онај период што го викаме месец дена. И точно од кога ќе ја заврши месечината својата орбита околу земјата, идат онај другиот нас добро познат период кој што трае недела дена, кај што ти ако си маж дома ти, зема ја пушката и оди на лов, на риби, на шопинг, поможи му на другарот за бавчата, скокни недела дена до Германија, мести кнауф, шо сакаш прај, само мафни се од дома! Зашто во тој период нам добро познат од недела дена, жената дома е нервозна малце. Тоа е, месечина да ми влијајт! Факт број 3. Иако месечината, почитувани дами и господа, навечер сјае, таа всушност, шубав збор, всушност не произведува светлина, туку ја рефлектира светлината од сонцето. Ова веќе не знам ни дали смеевме да го споделиме со вас овој факт, зашто Александра Пилева овој факт го откри уште одамна со својот хит Сонце и месечина. Факт број 2. Месечината исто така има гравитација која е од прилика 1/6 од гравитацијата на земјата. Што значи дека ако си на месечина, ќе си многу полесен. Рај за манекенки и за гурмани. Манекенка таму да појд на месечина, та толку ќе е прелесна што не ќе постои. Факт број 1. Температурата на месечината варира во текот на еден ден од премногу жешко до премногу студено. Значи временска прогноза на месечината би била од прилика вака. Кога сонцето ќе изгрее на месечината, дневната температура ќе изнесува 157 степени Целзиусови. Кога сонцето ќе изгрее на месечината, дневната температура ќе биде околу 127 степени Целзиусови, што значи не очекува убаво сончево и препонај претопло време. Совет до пензионерите и старите изнемоштени лица во овој претопол ден на месечината да си понесат со себе скафандер, боца со кислород и вода за хидратација. Додека кога ќе зајде сонцето, ноќните температури ќе бидат минус 153 степени Целзиусови. Значи не очекува една прекрасна поларна ноќ на месечината. Значи ден е Хавај, ноќ е Антарктик. Тоа се температурни амплитуди. А не овде ми се жалите, денес 5 степени се смена времево, еве ме вијат колко и мигрената ми проработи, све ми проработи. Да не ве слушнам уште еднаш да сте се жалеле, времево многу температури ве варира, ден е ноќ е 10 степени разлика.
Појди на месечина да виш како е. 280 степени разлика дење ноќе. Намити.